На залезот на еден преубав сончев пролетен ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на Нов ден. Се надевам дека ќе останете со нас и ќе не дружите во следните минути заедно со нашите рубрики и со интересните гости кои што малку подоцна ќе ви ги најава. Ова најново издание вообичаено го започнуваме со здравие на мени, кое што го подготвува нашата нутриционистка Весна. За ова издание на Нов ден во кујната од хотелот Гарден, таа ни подготви нешто мощно и интересно, верувам и многу здраво. Се работи за здрав појадок за активни спортисти од јачмен и исто така ладна супа со јачмен и со зеленчук. Интересно звучи, верувам дека исто така е и вкусно. Меѓутоа, доколку сте заинтересирани за овој вид на здрава храна, толку потребна на нашиот организам, особено ете сега, кога тој се буди во пролет, ќе видиме во прилогот што следува. Добар ви ден, почитувани гледачи. Минатиот пат ви го представи спанаќот. Овој пат ќе се дружиме со житарките. Пролета ни доаѓа со забрзани чекори, па затоа мораме да одбереме она добитна комбинација во исхраната која ќе ни го обезбеди нашето здравје, бидејќи треба да бидеме подготвени за температурните разлики кои секако влијаат на нашата психофизичка состојба. Затоа мораме да одбереме она најпогодна комбинација меѓу намирниците која ќе ни го подржи нашиот одбранбен систем. Такви комбинации имате во ова мала брошурка, многу комбинации кои се навистина во улога на одржување на нашиот одбранбен систем. Сега ќе ја прикажеме комбинацијата на житарките со зеленчукот, исто така со јаткастите плодови, навистина нешто што во својата нутритива има толку потребно за вашиот организам. Житарките овој пат ќе ги представиме со јачменот. Мојата интенција е да ви представам една житарка која сигурна сум дека често не ја употребувате, а навистина треба затоа што дава доста енергија и сето тоа што во себе го содржи ви треба. Јачменот е една од оние житарки кои во мојата исхрана е во сирова форма. Оние што знаат што е сировата исхрана, знаат дека тука се најголемите концентрации на витамини и минерали, но ако некој е на почеток на вметнување на сировата исхрана во своето обстојување, неговиот организам, бидејќи преминувањето на сировата храна не оди толку брзо, организмот треба да се прилагоди. Значи, за оние што се на почеток и за оние што сакаат да почнат, можат да го јачмено да го употребуваат во мала термичка обработка. Денешните два рецепти ќе биде во сирова форма, на тој начин што јачменот ќе биде отстојан од претходната ноќ во вода. Зошто јачменот, реков го одбрав затоа што тој енергетски многу добро ве подмирува, дава многу голема енергија, особено се препорачува на спортистите и на оние што практицираат физичка активност, но секако и за оние што сака здраво да се хранат. Јачменот во себе пред се не само што го има витаминот Б, туку ги има оние растворливи влакна во кои е и бета-глуканот, а тој го регулира вашиот холестерол, потоа дигестивното варење го регулира и има селен во себе кој ве штити од дегенеративните болести. Денешните два рецепти се еден во блага форма како појадок и еден во солена во ладна чорба. За појадок, бидејќи е многу добар енергетски стимуланс за оние што се спортисти, рековме, а и оние што сака здраво да се хранат, еден добар, нутритивно избалансиран, енергетски доста добро јак појадок. Појадокот се состои од
јачменот, кој рековме дека треба да биде одстоен од претходната вечер. Значи, најпрвин јачменот го премивате во 3 води и тоа со лесно придвижување на раката во стрелките на часовникот. Потоа ги истуривате тие 3 води, потоа го оставате во вода и го прекривате со газа и потоа го оставате цела ноќ, а утредента во сабајлето кога ќе станете, таа иста вода ја процедувате, потоа уште во 3 води дополнително се одмива јачменот и веќе тој така набаврен е готов за употреба. Јачменот овдека е веќе нашиот одстојан и спремен, а за тие што рекоме дека сакаат малце термички да го обработат, може 20 минути да го одварат. Во една чинија ставаме јачмен, потоа ставаме банани, сечкани банани, ставаме киви, сувите сливи се тука, бадемот, мелен бадем, кокосовото брашно, тука се семките од тиква и семките од сончоглед и сувото грозје. Сето тоа го оставаме во една чинија, го промешуваме. Тука да напоменам дека можете да додадете и цимет или карамфилче, што уште дополнително ќе го потенцира вкусот и на јачменот и на сите тие намирници кои се комбинирани во овај појадок, добро избалансиран појадок. Потоа, кога ќе промешате, ја оставате неколку минути сите тие вкусови да се спојат. Другата рецепта е во солена форма, а тоа е ладна чорба. Исто на истиот начин јачменот се подготвува, го ставате во блендер. Ја ставате пиперката, сечкана пиперка, ставате еден страк прас, потоа го ставате цвеклото, една рака спанет и ги додавате другите намирници. Тоа е интегралниот сустав, тука ни е црниот бибер, солта и биозачин. Ако вие употребувате биозачин, добро е 1/4 лажичка биозачин. Сето тоа се става во блендер, се миксира и потоа се остава малку да се спојат сите вкусови. После неколку минути нашата чорба е готова. Тука имате концентрација на свежи витамини и минерали и во појадокот и во чорбата. Сето тоа на едно место. Ете, почитувани гледачи, нашите денешни рецепти се готови. Да напоменам дека за појадокот можете како засладувач, ако сакате посладок вкус, да се ставите или мед или некој друг. Ние овдека ставивме сок од јагода, но тоа е се по ваша желба. Овие комбинации, како што реков, и уште многу други комбинации за здрава исхрана можете да најдете во книгичката, која се надевам дека секој од вас барем помалку ќе се пронајде на патот на здравата исхрана. Предлог за денешен сок е
сокот од банана, сливи, суви сливи, сите и портокал, сите оние кои имаат проблеми со обстипација, со нередовното празнење на цревата, овај сок, всушност ова не е бистар сок, ова е како еден шейк, кој е по-густ, значи сок во кој улогата на сувата слива заедно со кивите и со бананата е во улога на подобрување на вашата дигестија. Затоа ви препорачувам во сабајлинските утрински часови да си направите еден ваков сок после одредено време. Секако ништо нема волшебно стапче, ако еднаш го испиете па да си видите дека ништо не е не, за се треба време. Затоа треба да го употребувате барем еден одреден период, па навистина ќе видите дека многу добро делува на вашите црева. Тоа беше од нас денеска, се надевам дека ќе ви се допадне и дека ќе размислите треба што повеќе сите наmirници во свежа форма да ги употребувате. Ви благодарам, се надевам дека го завреднив вашето внимание. Довидување до следниот пат. Денес ќе ви представиме слика од еден од најеминентните сликари во Македонија со интернационален успех, исто така член на Академијата на науките и уметностите. Тој е уметникот Васко Ташковски. Неговото сликарство се одликува со голема специфика и може да се каже дека припаѓа на стилот на надреализмот. Како мотиви ги користи природата, односно пейсажот, космосот, човекот и енергиите. Неговите слики се наоѓаат во повеќе интернационални музеи и приватни колекции. А само ќе ја споменеме сликата Слобода со мотив на гулаб на мирот, што се наоѓа во зградата на Обединетите нации. Соработката на Васко Ташковски со галеријата Букефал трае повеќе години, а во галеријата Букефал, како и на нивната веб страна, можете да погледнете повеќе негови слики. Ете така, благодариме на галеријата Букефал за оваа прекрасна слика која што ќе го краси нашето студио. А сега, почитувани, е време за нашиот мотиватор. Овој пат повторно со бодибилдерот Гоце Мојсовски ќе разговара Мишел на тема како се зацврстуваат градните мускули и што треба да се направи за тоа. Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Нов ден. И овој пат во нашата рубрика Мотиватор се наоѓаме во теретаната Fit Form на бодибилдинг инструкторот Гоце Мојсовски. Во ова издание на Нов ден ќе проговориме нешто повеќе околу мускулатурата, односно вежбањето на мускулатурата на градите. Зошто е тоа важно да се прави, на кои начини, кои се вежби се практикуваат, ќе ни објасни токму бодибилдинг инструкторот Гоце Мојсовски. Гоце, следствено некако после вежбањето на грбот и мускулите на грбот доаѓа подготвувањето, спремањето, вежбањето на градните мускули. Значи, на кој начин ги третирате овие вежби и овој тип на мускули? Значи, има повеќе вежби за гради кои се работат за таа мускулна партија. Значи, градите се покрај естетскиот изглед, за убаво да изгледа нормално едно тело. Се многу битни да бидат развиени цврсти, се со цел од причина што го држи телото исправено и едноставно гордо чекорите напред. Значи, како што напоменав, има повеќе вежби за мускулната партија гради и ги работиме. Значи, во еден тренинг се земаат 3 до 4 вежби со по 3 до 4 серии по 10 до 12 повторувања. Не сме ни да се претера, ни да се направи помалу од тоа што треба. И најважно е кога ќе осетиме дека мускулот веќе сме го напумпале, тогаш и да прекинеме со тренингот, причина што веќе мускулот е навежбан и му треба одмор и да може да порасне. Така. Добро, верувам дека најголемиот дел, барем од машката популација кои што доаѓаат,
сакаат пред се да нели да вежбаат и да работат на овие мускули. Значи дали ете во она што вие всушност тука им го подготвувате како вежба, значи може тие да излезат ете од рамките на тоа и на некој начин и всушност и да претераат со вежбање и како потоа, нели? Па не, најчесто ако се претера, значи со вежбите и со повторувањата и со сериите, доаѓа до горење на мускулот, значи во тие моменти мускулот не расти, него едноставно од премореност се намалува и едноставно застанува вместо и си работи и си тлее во место. Значи, ако ги изработиш вежбите, сепак секој мускул расти со поголема тежина, што крениме потешко, мускулот расти. Значи, мора да менјаваме, како што напоменав, вежби, начинот на вежбање мораме да го менјаваме, од причина што и мускулот е како и организмот и како човекот, се е навика. Значи, мускулот си ствара навика дека денес треба да изработи 4 вежби, тие 4 вежби и толку, значи се навикнува и мора да се додаде некоја вежба, да се одземе друга, за да го шокираме мускулот од друга страна. Така. Добро, дали може би постои некоја возрастно ограничување, да речеме, па според тоа да одредите и колку еден клиент ќе вежба и ќе работи, да речеме, на градните мускули, или тоа нели индивидуално? Значи тоа зависи од самиот член колку е, значи по природа цврст, здрав и јак. Вежбите за оваа мускулна партија немаат граница, значи може и 13-14 годишно девојче или момче да ги вежба. Од причина што нема попречување на растот и развојот, пошто се работи во седечка или во лежечка положба. Пример ќе земам за нозе, доколку би се вежбало нозе, тоа ги потиснува надолу и тоа што му попречува во растот и развојот. Значи има вежби за нозе кои се работат, али не сите. Значи некои ги сфрламе, сепак ако се работи за помало девојче или момче. И сега во продолжение на новата емисија Нов ден, веднаш по рекламите се разбира, време е за разговор во студиото. Денеска сум во друштво на тројца гости, кои што се, како би рекла, фолклористи и се разбира работат на развојот на фолклорот во нашиот град и го презентираат истиот надвор од нашата република секаде во светот. Добар ден и добре дојдовте. Најпрво за Димче Трајчевски, уметнички раководител на фолк ансамблот Отекс од Охрид. Добар ден, добре ве најдовме. Миленко Андрески од културно-уметничкото друштво Охриѓанка. Добре дојдовте. Добре најдов. И за Илче Ѓорески, председател на фолклорниот ансамбл Филиграни, исто така од Охрид. Добре дојдовте. Добре најдов. Јас се надевам дека се чувствувате пријатно во студиото на ТВМ и дека Супер. Да, и дека како секогаш, да. И дека ќе направиме една добра и убава емисија, затоа што ќе зборуваме на една интересна тема која што започнува со идејата, нели, која што вие тројца сега условно речено сакате да реализирате, се работи за Сдруженијето, односно Асоциацијата на охридските фолк друштва. Па, вака, значи, после подолго време на разединетост, да речем, и друштвата, без разлика колку и да сме ние како колеги, секој функционира посебно. Дојдовме на една идеја заедничка со колегиви да формираме една асоциација на фолклорни ансамбли од Охрид и потака можда и од Струга и така натака, со
не само една цел, него со повеќе цели. Значи, здружување, со самото здружување на ансамблите и нашата заедничка работа, ние сакам да си ги олесниме проблемите кои што ги имате. Кои што ги имаме овдека во градов и во држава, зашто секако вие знаете дека културата во една така една маргинализирана во последно време во Македонија, бидејќи се знае зашто како економски ситуации состојби така натаму. Ние дојдовме до една идеја да се здружиме, да пробаме нешто да направиме во смисол како полесно можеме сите проблеми да ги решиме. Така, за да продолжите со обстојување, веројатно. И не само за нас, само како обстојување, како фолклорни работници, него како тоа и на самиот град да му пружиме нешто што да речем што треба да опстане, да речеме ансамблите како треба да опстанат и така натаму. Така, ќе разговараме значи подробно за сето тоа, меѓутоа најпрво чива беше идејата, дали тоа дојде од еден поединец или некако во разговор во некое ваше дружење, па ете се натегна понатака и действувањето по повод остварувањето на истата. Илче и Миленко беа, да речем, првите иницијатори што да појкепати, не разговараа околу тоа. Тие беа првите иницијатори, ми се обратија мене, па се обративме и кај повеќе други колеги наши, сега не се сите тука, и затоа дојдовме само ние тројца. Некои уште не знаат што отприлика не ви одговориле, не? Да, едноставно не знаат ни како што е работата, зошто го правиме ова и како го правиме. Така да се надевам во понатаму дека ќе се приклучат и тие во оваа асоциација, зашто ова е баш со добра намера нашите ансамбли и децата ствари од градот да се анимираат во една ваква културна, да речам, асоциација, односно во ансамблите кај што знаете вие што прилика се дешават како се анимираат и како се воспитуваат децата воопшто. Така, ја знаме од лично искуство. Да, вие беше така, конкретно, да, како играорка. Меѓутоа, веројатно од тогаш се времињата сменети, меѓутоа и за тоа ќе разговараме. Сакав да ве прашам, во моментов колку друштва или ансамбли се, да речем, ја прифатиете вашата покана да бидат членови на таа асоциација? Бројката на охридските ансамбли? Првичната идеја прифатија мнозинството од друштвата, значи Тотекс, Охриджанка, Кут Деврца, Летенка, Филиграни и Кут Илиден од Велгошт. Значи тоа се останува, значи како што спомна колега Димче, уште две културно-медички друштва, Македонка и Гердан. Се надеваме што рече Димче дека во иднина и тие ќе се приклучат во заедничките цели кои ги има поставено ова асоциација. Како функционира сега? Значи идејата е релативно нова, меѓутоа ете започнавте со некакви активности кои што се однесуваат на што? Значи на ваши состаноци, имате ли подготвено некаква програма или сето тоа е уште во зародиш? Добро, значи ние сега почнеме со една програма која е баш пред 2 недели така разгледувавме што отприлика треба да не бидат нашите главни цели да. И дојдовме до една така, да речем до еден заклучок дека баш е добро да се направи така. Во кој смисла? Например, ќе почнуваме со заеднички настапи, концерти на малите групи, на големите групи, еднушка, 2 пати, 3 пати овде и било каде во Македонија. Полесно и за нас, полесно ќе биде и како програмски да настапуваме, а полесно ќе биде заради тоа што ќе имате дружење на самите концерти така натака. Значи не мора да бидеме ние сите 10 ансамбли да бидеме негде заедно или али да речеме 2-3 ансамбли може да настапат, пример, ето во Охрид, да донесат публика не знам колку и значи тие работи околу само настапите, па да настапиме со заеднички проекти пред општината, пред локалната самоуправа, пардон. Да настапиме со заеднички проекти во Министерството за култура, каде што сме баш буквално и малку и револтот беше околу таа. Па сега да почнеме. Дали може да почнеме од тука? Значи, тоа е една од целите, нели, кои што сакате да ги реализирате за доброто на сите вас, значи како фолклорни ансамбли се разбира, сето тоа се одразува понатака и надвор каде што како амбасадори не представувате, нели?
Постои сојуз на Сојуз на фолк фолклорни друштва ансамбли, и да. ансамбли. Значи, Така тоа е во постои Македонија. Сојуз на фолклорни ансамбли на Македонија, кај што сум јас основач, еден од основачите од 10 ансамбли. 95-та Да. година е формиран. Да. И бев едно време и таму и во извршен совет и во уметнички совет и така натаму, Зошто во али минато време? Што се случи? се случи пошто ние, како да речам, борбата наша на охридскиви ансамбли беше колку толку да се приближиме блиску до тие, да речам, наводно добри ансамбли од Скопје, што се кажува цело време. Така. И средствата од Министерството за култура, да не кажам 70% одат само за тие друштва, не само во Скопје, може да и негде на друго место, и ние сега треба на некој начин, ево последно време, дали е некој актуелен или не е актуелен, па да му се доделат средства, баре основни средства за работа, да речем, за еден ансамбл, а тие нема никаков увид колку ансамбли работат тука. Значи никој пат не дошле нека комисија да рече ево овој ансамбл работи, Така да праша, да праша. А дали вие сте побарале како ансамбл, ние како значи имате програма се дава, ние проекти поднесуваме и сега основното, да речем, одбивање нивно е, не знам ова, не си напишал, не знам ова и така натаму, значи ние не сме. А има таму, например, ние не сме тука присутни да бидеме нонстоп во министерство и да лобираме се, ај слушај, дајте ми мене или дајте ми на Гердан или на Отекс или не знам кој како него. Едноставно треба некој да види дека имат проект направен и дека тој проект треба малку да го поддржа, зашто се дешавало буквално ова да не е можда и толку да речам кажано така, се дешавало на непостоечки ансамбли да се дават овој средства, буквално на непостоечки кои што ансамбли. постојат само на хартија, никој не доаѓа да провери дали тука. Барем требало некој да види онако сега. Да. Некој може да ќе се најде тука. Миленко, какви се вашите искуства? Рековте дека вие повеќе пати сте аплицирале со проекти конкретно до Министерството нели за култура. Какви се вашите искуства и веројатно поради тие искуства нели се сложивте и вие го прифаќате овој начин на здружување? Видите, нашето културно-уметничко друштво Охријанка, да се надоврзам кај СОФАМ, кај што може кај Сојузот на Македонија ше, ние пред 2012 година учествувавме и бе некако избрани од двата најдобри ансамбли од Западна Македонија. И после во декември месец 2012 како шесте најдобри ансамбли од Македонија во Скопје на преварот, таму бе еден од најдобрите, значи сега ќе кажа да им членови на СКОПС, значи јас сум член моментално, и во скопските друштва, значи ние бе еден од најдобрите друштва во Македонија, значи. Така? Значи 2012. И сега се доврза значи за проекти во 2013 испратив 9 проекти во Министерството за култура, од тие 9 проекти моментално ни еден не ми е прифатен. А моментално сакаме ова може ова е да подиме во македонска телевизија, ова да зборуваме да слушат тие таму од министерството, таму тие што се видни луѓе, затоа што нашиот ансамбл, не кажа Димче да до текст што тие се со години постари, филиграни мало помлади од нас пример, али се ние моментално три друштва во Охрид се не најактивни и најбројни моментално. И најбројни со членови и најмногу работиме. И за нас никој не рекол да каже пример, да каже дека Охријанка, Филиграни или Димче од Отес пример, како работат. Како ти успеваат со работа, значи. Сите имаме 80% членови ги имаме кај нас, во нашите домови кај што вежбаме, ги имаме. И сега тие има добиено пример, јас се не сакам да наврата Менде Гердан, само доби Менде Гердан доби наши проект, доби са не е битно колку доби, ако јас не дека да не добие човекот, треба да доби, сите треба да добијат, ама само доби Менде од Гердан од Охрид од 7-8 друштва, значи во Охрид само едно друштво. Исто не сака да наврата ни тошата, затоа што едно друштво фолклорно од Бевчани, едно друштво добива 4 проекти моментално во година. И тука револта кај нас е, сега да набројам сега други, сега тошата го пријател мислам. Да не правиме други ансамбли, да се пријател ми е председател ше на СОФАМ или Нено Битола, тамо Фа Битола и други. Истите сиве години добиваат. За какви проекти се работи во случајот чисто нема така да ето Миленко каже на пример не е битно дали кој ги добил и како ги добил, значи генерално правиме да се може јас утре зошто некој ги добива појќе така Не, за тоа не се битно тоа, јас добивам мислам тоа. Добро, зошто некој ги добива повеќе пати или добива еден, добива 4, а други не сакам со имиња имаме ние ансамбли кај што во континуитет му се дават, му се одобруваат секоја година. Значи тие проекти се слични на
Значи ќе даваш прашам, проекти, зашто се работи, проекти, значи, во тие например, проекти? ево, правиме нова игра, така. Сред цело, Нова нова хореографија, игра. да. Правиме хореографија, носи, ова, Така, она, да. така. Значи, турнеи, каде, гостување, Нагоре се, ова, да. она, се тие работи нормални за секој ансамбл. И сега се дешава, значи, истите проекти се дават сегде, и сите ансамбли ги дават истите проекти. Така, што Слични ќе... уствари на крај крај. И сега на некој вака, добро. Јас пак викам дека за кому се дало, како се дало, не е ни толку битно за нас, да речам, не гледам тие како Поентата што е си сосема, добиле, да, друго, си да. добиле што си добиле, него работава е да ние како сега мала асоциација, може да и поголема, ќе биде малку поќе да го излобираме, промените тоа, да направиме некоја, да речем, заеднички напор да поидеме кај министерката или кај што знам јас, на некој начин да се направи некој увид зашто стварно се работи. Сите ансамбли во Охрид се активни. Кој помалку, кој Колку пој. се во градов, имате ли 8 бројка? Да, 8 Ние сме ансамбли шест се во... моментално. Значи, Сојуза. активни се сите. Активни се 8, Да, така. значи и Гердан е активен и Македонка Така. и Како се, да. Значи, ќе направиме и мала паралела, би сакала, ете, Отекс како најстаро. овдека, иначе Да, да Гердан е речеме. најстар. Не, добро, овдека во моментов се разбира Отекс како најстар полук ансамбл, ете. Како беше во минатото и како е сега? Значи, добро, тие средства доаѓаа на истиот тој начин или поинаку некако и Добро, како значи- се живее, како се работи сега, со какви средства, дали... Значи јас Накратко. кога правиме кратко муаве, значи викам кога дојде на економската состојба што е во Македонија е таква каква што е, значи не треба ни да очекувам ќе знаат колку средства дека ќе имаме ние и од родители веќе ни се како главни Добро, спонзори. тоа е таа членарина, и веројатно, да. членарина и патување ти работи, значи не треба да многу да се надеваме арно, ама порано можеше да си приуштиме секаква турнеја, секакво гостување, самите родители да се спонзори и можда и не требало или можда не сме ни знаеле некој пат дека требало да се аплицираат во Министерство за да се култура добијат пари. проекти за да се добијат пари. Ема сега кога ни се потребни најмногу, Така. значи не е мала работа ние овдека 5, 6, 7, 8 ансамбли да работиме и никој на некој начин да не води ни грижа, ни начин нема да напомениме никого, значи Да. зашто освен самите родители, самите ние, значи дали имаме услови, немаме услови, што правиме, кај правиме плаќаме кири и ваму, таму, тоа е сета работа. Да. А порано, можда и не гледавме порано за тоа. Во златните времења Во имаше златните спонзорите времења. конкретно Можда и Отекс, спонзори, да кажеме. ама имаше и родителите си работеа, си правеа се. Тоа е вистината, не треба ништо да не чуи дека ние овдека Испаѓа сега дека е потешко да се работи сега, така, во овие услови, не е отколку... многу е потешко, порано. зашто прво самите вие знаете имате деца, Да. компјутери, не знам ова, не знам англиски, не Така знам ваму, таму, сите растргнати се децата, многу малку време имат и за ова работа, ама баш напротив, ова е еден дел заедно со спортот кај што треба малку поиќе да се ангажира, се обрати да внимание. Ние сме прво овдека репрезенти на македонскиот фолклор, само ние тројца колку имаме, а и да не кажам ето и Македонка и Гердан колку имаме концерти даваме за странски гости преку летот. Так, И што треба ние поиќе да правиме? Ама ако не беа тие концерти, што ќе правиме? Значи тогаш веќе да. А буквално да речеме живееме од ова работа све. Тоа ми беше наредното прашање, значи не се откажувате така лесно, не може да се каже само ете не оди Па ние работата. ќе се откажиме лесно ќе се откажиме, ама тешко е да не некој мотивира за да работиме поиќе. Добро, затоа ете вака сами ќе се мотивирате, Па се затоа си надевам ќе правиме биде некоја- успешно. Да, каков е Илче интересот на децата конкретно ете во филиграни? Дали е во континуитет исти интересот на подмладокот кој што доаѓа во вашиот ансамбл или Па, како што кажа Димче, тешко е да се надкренат децата, Тоа е да се тргнат од променлива компјутерите. категорија, например, ние од тие најмалите, мината година имаме неколку 70 членови, ова година имаме 25. Значи, најверојатно ние сметаме дека децата уште мали, уште не се добро упатени во овие работи и затоа се дешава, значи денеска помалку, утре повеќе и така натака. И една од основните идеи за формирање нова беше точно тоа, малите групи да имаат повеќе време и простор да настапуваат повеќе пат. Една можда од основните идеи беше што сакаме вака да се здружиме, бидејќи тие категории има најмалку настапи, а Да, се точно. желни
За да настап, тие настапуваат најповеќе. може би најмногу сакаат. И најмногу сакаат Да. да настапуваат, меѓутоа со големите, ето Димче што спомна, имаме турнеи, повеќе имаме концерти одека во градот, така да имаат повеќе прилика, да речам, дури последно време и поголемите категории избегаваат веќе да идат на тие концерти. Малите се желни за тоа и тие веројатно ќе привлечат и повеќе публика, затоа што нели родители, баби, дедовци, роднини, другарчиња. Организирате фестивал? Па ние како филиграни, Да, ова година по 8 пат го организираме еден најголемите, најмасовните, да речем, фолклорни фестивали. Во кој период се одржува Да не се фестивал? фалиме, рековме. Па добро сега. Да ве пофалиме, мислам. Така да... Или да ве поттикнеме. Да. И среќа што, да речеме, Охрид, што спомене, има процентално и најголем број на културно-уметнички друштва. Например, во една Струмица е поголема бројчено по нас од Охрид, а има само 2 културно-уметнички друштва. Меѓутоа, моето мислење е дека за сите има простор за делување, така да речем и регионално сме поделени, да речем Димче тука, Центарот, Миленко е Црногорци, така ние сме према другиот дел и другите друштва се така да територијално, така да тука нема распоределени. Ама ова е интересно сега, да територијално сте поделени, меѓутоа заедно ќе действувате. Значи, и една друга идеја беше, значи, досега некако владееше одбојност, отпорност меѓу друштвата. Ние кога можеме да се дружиме со друштва од не знам каде од цел свет, зашто ние да не се дружиме. Ова е за поздравување на вистина. Да, тоа беше најголема, значи сите предрасуди да се надминат и да се тргне заедно. Све што се кажало, се рекло, па така да го... Од сето тоа че имаат бенефит сите друштва. Така. Сите друштва че имаат бенефит во секој поглед. Значи, од, ево, че возможиме младите категории да имаат повеќе настапи, че имаме семинари за млади кореографи кои што ни фалат одека во градов. Многу тешко да ги натераме кога ќе направиме нека организирана форма така на едуцирање. За жал овде кај нас нема се уште значи кореографи со диплома, да речам. Сите се одредени на одредено такво. Јас со диплома немам, ама имам со курс. Така. Јас бев уствари кај еден од најдобрите кореографи Пеција Насовски, кај него заврши, имам диплома. Значи можда добро, имаме. Па доволно е асоциацијава имате еден. Да, и добро е да имаме, значи такви кои ќе можат тие работи сите што ги планираме да ги организираме и да искуството да се пренесува на помладите категории. И понатак. Миленко, и вие исто така организирате фестивали, колку се на број, дали се успешни, дали сте задоволени? Ете, проектите не ви ги прифаќаат во Министерство, меѓутоа ова со фестивалите како функционира? Благодарение на тоа успеваме да се додржиме вака како што гледате со друштво. Така благодарение на фестивалите? На фестивалите, да, иначе ако чекавме на тоа што кажа претходно на проектите, ќе бевме мислам. Да, а фестиваливе не ги одобрува Министерство за не ги одобрува, значи фестивали се така речено си ги правиме сами со себе, значи фолклорни друштва се како организатори се. Значи фолклорно друштво не може да биде приветен човек. И јас имам пример можително 7 со моја фолклорно друштво, значи имам уште 3-4 имам со други друштва, значи од Летенка има Дебарца, значи јас идам Дебарца сум рководител. Така да, сите тие се околу 15 фестивали цело лето. Сите на лето или цело лето од април до септември, значи од април до септември. Така речено, по 2-3. Добро, значи вие сте постојано ангажирани. Да, али фестивалите не се големи, многу, значи како рече колегата, значи фестивалите кај мене се по 5, 6, 7 до 10, најмногу до 10 друштва, пример, странски и 2-3 македонски. Си носам така да, значи фестивал како фестивал и до 6 друштва би можело да издржи, до 8 најдобро така. Така. Убавено. И благодарение на тоа сме ние се финансираме така сами себе. Тоа не е финансирањето исто така значи со членарини и со спонзорство од на овој начин е мислам секој ја немаше да лажа. Тоа е процент за ние самите хотели нас даваат процент, ние гостите носиме во Охрид, целиот град на нас е благодарен затоа што ние носиме туристи. Јас до сега имам моментално преку 2.500 до сега пријавени луѓе, значи тоа или 45 член 45 групи до сега имам ми се пријавени за ова година. И има преку 2000 значи нешто, че има уште неколку, значи тие сите тие гости што ќе дојдат.
Сега дека ќе секој Тоа е сепак бројка, да. Секој ќе заработи и бродовите, и всичките продавници, и хотелите, и многу луѓе се работат, пример, благодарение на мене и на колегата и на сите што носиме тие групи. Да. Каква е соработката? Да, извинете, ајде, пак ќе ве прашам. Тие се фестивали, речеме, ето и јас помалку учествувам во таа работа, се тие некој малце појќе работа, некој појќе, помалку и така натаму, да се вратиме пак на она што сакав да ја кажам за оваа асоциација, значи не е Илче малце почна околу тоа, не е само значи заеднички концепти, па не знам аплицирање, па не знам пари да бараме или дали во локалнава, дали на друго место, не е само сета работа. Јас мислам дека најголемата работа, значи кога самите деца или родители кога видат некоја здружена работа, да речеме кај што 200 деца ќе биде да речеме на некоја. Значи да, добро, тоа е веќе нешто друго. Па играт, па ќе ги учим да речеме една оро, па друго оро, па не знам заеднички, па и други работи, дружења, па одење заеднички турнеи. Сега веќе планираме некоја работа и на таа онако да карта малку да поиграме, зашто се дешава, немојме да си го платиме патот за негде. Сега ова да не испадне многу дека да се кукат, ама тоа е реалноста е таа. Немој да речи се некој јас се обидувате да направите нешто. Јас ако вие знаете да речем како контекста да не правиме овој колку се турнеи се направиле и каде се не сме биле. Значи да не правиме, значи сето тоа е поинтересно кога биде за родителите. Јас мислам така, дека сум видел, знам отприлика ево појќе пати во Скопје се здружувате два ансамбли кои ќе прават заеднички, кои се малите деца конкретно. Ајде со големи ансамбли не е ништо страшно. Ние имаме и друга иницијатива, ние не само овде се и во Охрид и во Скопје дека ќе правиме концерти. Како, значи имаме план да одиме во Скопје, во Универзална да правиме како Охридски денови и во Белград во дали ќе биде тоа уште сме да речеме ето така испитуваме терен каде што, значи денови на Охридската култура и така натака, значи ние ќе надкренеме сета работа. Презентирате и градот, нели, да, моето. И имате уште X идеи кои во моментов да речеме и не се ни толку битни да ви кажеме некои ситници, него колку е битноста е што на пример ето кажавме ги надмиравме сите предрасуди, седнавме на една маса, се надевам и другите колеги ќе дојдат ќе се приклучат, ќе се приклучат, ќе дадат и тие некоја идеја сега. Кој како може да сите ќе работиме секој повеќе глави, повеќе идеи, како велат. Секој ќе си работи самостојно, секој ќе си работи својата работа, али овие работи заеднички ќе биде. Миленко, ќе додадевте нешто? Јас се казува, значи за ова идеја јас веќе потекнав пред 2 години. Ја потекнав, ама не беше успешна, например, ланската година поново пак не беше успешна. Па добро, не созреала веројатно не дошло времето. Кога што веќе даде Господа се имат некоја да се треба малку време. Има некоја каже тој се помлади ансамбли се тие ние што сме малку повеќе да речем во работа, малку можда некој пат сме били и така. Така можда. Не, мене јас кажам за недопирливи за некои работи, ама ова е веќе сосем друга. Добро, идејата созрела што е најбитно, да. Беше најмногу, беше најтешко, беше пример јас за нашите концерти и трудење, пример, одиме за странски туристи, што одиме за многу ефтини цени. Сами се косе меѓу себе. Сами се косе меѓу себе. Значи ја спуштате цената, да. Мислам не искористува скроз се трети луѓе. Не искористува. И тоа е еден момент што треба. Тоа беше најголемиот мотив на ова на здружување, затоа што одевме за ептен ниска цена, затоа што вака ќе бидете на исто. Само пинците што киневме не одговара пример. Значи самата носија. И киневме и превозот, горивото за истите пари. Значи ние некаква заработка немавме. И ова беше идејата за баре да појдеме, што знам, јас памтам еве Димче, постар ансамбл, значи јас памтам, јас ние сме генерација. Значи одевме по 150 евра, по 200 евра одевме на концерт. Сега дојдовме на 50 евра. Пак земе 200 евра, ама земе 150 евра за единец, а ние земаме со 20 или 30 луѓе, земаме 50 евра. Наши беше целта тоа. Са ние да земеме 100 евра, да земеме и ние. Има нешто во тоа што треба да се решат и со другите работи, така. И со агенции. Значи тоа и на тоа работиме. Да не би значи тоа ќе ве прашам, беше стевното прашање. Каква е дали воопшто имате соработка или те планирате допрва да имате некаква соработка со локалната, бидејќи вие не работите, не творите само за вас, туку и за градот. Да не правиме на почетокот сега локална е нова, ние уште да се знаеме кој како се што се луѓето, ама тие нас треба да знаат, не ние да ги знаеме, треба да не баре да речем на некои работи, значи нема да кажам
за многу проекти и гости што доаѓаат дека им требиме, кој што Тоа кој се што знаете, разбира, да. и се председателот дошол, не знам кој дошол ваму, ајде да се играт, ајде да се пречекат гости и така натаму, значи треба сега се уште ние не знаеме што ќе биде, како ќе биде, али најверојатно се надевам дека градоначалникот ќе најде и време и да речам така и сенски разбирање ќе има да некој мал дел од буџетот да се одвои за културно-уметничките друштва, што се фолклорните ансамбли во Охрид. Можда јас сега е сето на почеток да не сакам да ни јас ни колегиве да правиме некоја фама од ова дека треба пари општината да најде толку или оноку или така натаму. Значи сега чекаме малце да се стабилизираат работите, да си легнат тие, да си видат каква му е таму ситуацијата во локалната, па се надевам дека чисто ако веќе постоите како асоциација, значи треба да се има настапиме некоја ние релација, така за и она што го спомнавте со агенциите, дали во тој ланец, да речам, сега условно речено на продажба, дали како функционира тоа? Значи кој ве представува, ве Илче наречеме работи со една агенција или две агенции. Јас работам со Биленко со трета агенција и така натаму. Значи агенциите ве барат. Да, и сега имаат некој пат тие ке не можат, јас ке можам и как. Тоа е отприлика така функционира работа, али беше работа Биленко што спомна да се дојде до некој заеднички услови што треба да им ги дајме на тие што не барат за да играме, а со локалната се вратам назад, значи локалната чекаме само да не бидиме значи на нападни како да речем ето треба одма сега да се решаваат некои работи, да, ама ќе треба да се реши. Ова работа што убаво да се седне исто. Ние сме тие што им требаме на нив. Не се тие нас на пример ништо не е толку значено ќе ни даде 20-30 илјади денари па ние ќе завршиме голема работа. Не, баш треба да ценат дека им требаме. Значи, ко можам јас да играм, не знам, за председателот, не знам, за Бан Ки Мун или тие за некого други ваму, таму, треба онко да мислат на некои нешта што треба да се дешаваат во град, или не смее да на некој начин, ај, сега ова само, а други веќе ги запоставиме. Значи, ние сме некоја партија, тие друга партија, не. Значи, ќе се бориме баш ова некои работи заеднички да ги стераме, а како ансамбли секој самостојно ќе си е терат работа. Така. Има ли сега начин за обстојување на фолклорот во нашиот град конкретно? Мислам, кога ќе се надминат сите проблеми, веројатно има. Има среќа што како ја гледате перспективата, ете? Значи среќа што сме се родиле тука, јас стопат и имам речено тој што живееме и работиме тука. Охрид, како еден него најглавен туристички центар во Македонија, има многу прилики кои ние како друштво можеме и треба да ги искористиме. Така да можностите постојат, треба да се искористат и затоа и целта, значи нова здружување, што помасовно, што повеќе деца да бидат вклучени во нашите ансамбли. Јас не познавам, значи, дете кој е член на друштвото да било криминалец или не знам што. Значи, сега основен во сите друштва е проблемот посебно машкиот дел, да речам машките деца. Со нив е проблем да ги донесеме во друштвата. Ако ќе донесеме тие потешко веќе бегаат. Значи тие, само е проблемот да се донесат тие, да се наговорат, да дојдат. Да, а после тие потешко се заменуваат, додека малку ние машките сме така пострамежливи во тој поглед и ама после тоа ќе им се допадне и се после веќе кога ќе станат членови, тешко да ги избркаме. Колку години сте Елче вие конкретно во фолклорот? Па јас сум 30 година во фолклорот. Да, сум бил председател на куд Живко Чинго, Илинден, Велдошти. Известно време во Македонка работев како помошник. И пред 4 години формирав моето друштво Филиграни. Сега добро работиме, има преку 100 членови во категории од најмали до најголеми. Значи имаме и ветеранска група, значи тие не се членови кои биле претходно 4 години постои, меѓутоа љубители во Бугарија има сега една форма таква нова, љубители на фолклорот. Значи нешто таква форма е ова нашата. Тие не настапуваат, само се тоа е следно. Настапуваат и тие настапуваат, меѓутоа
тие се кои ретко некој пат играа во некои друштва или никој пат не играле, па сега сакат да се дружат и дури една интересна работа што бараат, сакаат повеќе него децата да се дружат и да играат. Очигледно на нас потребно им е нас веројатно, ни фали тоа во последно време дружење. Така да со оглед на ситуацијата која е така. Добро е. Се може. Така да се трудиме ние. Да. Има нешто интересно во таа смисла, значи прочитав негде на плаката или реклама што беше дека фолк фитнес, Отекс организира фолк фитнес. Илче ми е зел идејата порано почна. Не, ова беше јас одавна. Ова е навистина интересно. Одавна веќе особено за извините бившите фолклористи. А денеса утре ќе почнам со тоа, пошто ево Бугарија, значи јас кај што сум таму пријател и кум, има тие еден ансамбл кој се викаат Витооро. Витооро, значи витка става, Витооро. Става, се работи практично за се работи за возрастни членови, значи тие што каже Илче ветерани, ево вака се ова баш една реклама кај што на 30 годишниот кај што играе од најмала до пред ево пробите пред пред 30 годишнината се тие стари и млади. Каже, значи јас почнувам со фолк фитнес, во кој смисел фолк фитнес? Фолк фитнес идеш, учиш игри, се поти, се рекреираш, музика, се дружиш, излегвиш малку точно кај аеробик на некој начин, само што е ова со добро или како зумба на фолк начин. Не, тие ќе се играт нормално игри, ама со моја да речам кореографија. Не кореографија, со некоја работа кај што не се само нозете нема да бидат вклучени, него ќе целото тело, точно аеробик. Аеробик само фолклорен аеробик ќе биде тоа. Фолк аеробик, значи. Да, и јас ево сега да си направам реклама и за мене, а и за моите колеги, значи кај Илчите и кај мене имате од возраст која не е важна, значи не е важна, значи тие што играле и тие што не играле. Кај нас имат пензионери 70 и кусур години. Добро, пензионери можда за музика може. Така, тоа е, мислам таа е некоја новина, се ќе пробаме. Мада за нас е многу битна една работа што ни се условите за работа многу тешки, нали, назима е ладно, да речеме така. Добро, сега веќе пролетете сончеви денови. Ајде сега ќе почнеме да видиме. Малце ќе бидеме по-позитивни. Многу убава работа ќе биде тоа фолк фитнес. Уште еднаш да кажеме. Идеш и играш. Играш и уживаш. И уживаш дома. Пешки на тебе. Нема стрес. И не е многу скапо. Добро, и тоа е еден многу важен фактор. Значи ги покануваме сите наши гледачи кои што се заинтересирани за фолк фитнес да се јават во филиграни или во Отекс почнавте или допрва ќе почнувате? Добро. Од вечерва. Добро, нема од вечерва. Од утре, значи, почитувани гледачи, ако сте заинтересирани за фолк фитнес, така, знаете каде да се обратите. Миленко, вие се уште не сте со фитнесов. Фитнесот не сте, да. Тој поќе со фестивалите сега. Ние сте моментално, ево, јас, моите ветерани, одиме заедно со филигранец, ние веќе се работиме веќе. Ова е многу добро и за уши, вака да се чуе кога... Помалку, шест немам ветерани, пошто сме ние мало души сме. Се дружи, да. И покушам некој пат и јас кај мене, с ветерани ме се пјавија мал број. И сега ги упатив тие кај колега. Така да вие помлади, вака прибирате. Јас таа моја моментално, а моја се дружиме сите воедно, па тоа не е за нас проблем. Ево ветераните во Гердан ќе подолго време работат, мислам, колегите што заедно што сме играли на времето, значи ти имат таква работа, само дали оде други членови не знам дека ветераните веќе подолго време се. Во секој случај многу интересно како идеја и убаво е. Убаво е да има да се случува нешто во нашиот град. Идни проекти вака. Накратко имате проекти во смисла, да, повелете. Проекти има многу, пари нема, како што рековме. Меѓутоа се надевам дека ова што го имаме зацртано за оваа година, дека ево сега на 28 имаме гости од Република Србија од градот Блаце. На 12 април ние веднаш ќе му возвратиме посета, да не е... И на таму нивни фестивал што имаат. Потоа со најмалата група од 2 до 4 мај во градот Петрич, Бугарија, ќе учествуваме на фестивал. И со првата екипа ќе учествуваме на
фестивал во Плзен во Чекословачка од 10 до 15 јуни и во близина на Краков од 20 до 25 јули ќе учествуваме со куд Илинден. Таа е планирана турнеја. Така да имаме доста активности, практично секој месец по една турнеја ќе ни дојде. Летото обично не практикуваме, треба да видиме тука, да ги анимираме туристите, така натака. И здравје, животот септември. Во меѓувреме ќе направите пари со асоциација, со Министерството за култура. Здравје, живот сега. Да бидеме позитивни. Миленко, вие? Исто многу фестивали во меѓувреме. За фестивалите кажав исто, значи фестивалите тие се веќе се работат преку цела година, на вршните сега за нашето друштво, значи ние со помалите членови направивме сега моментално пред една недела за прочка право. До Скопје бевме со двете групи и на фестивалче. Колку годишни се извинувам најмалите членови? Имам од 3 години ја дечина, имам и до 11 се тие, две групи се тие, чепорта и трета да ги речам, да ги викам. Бев на прочка. И сега следна турнеја со нив имам во Радовиш на повторно некој. Така слика фестивалчето во Весело, така да со нив не може да патувам надвор од границите, така да се мали. Ама добро, доволно е и радост е за нив секако. И уште една ние кој еднодневна турнеја до Битола и до Крушево, така ни е испланирано. Со втората група исто на исти ден со колегата патуваме јас за Ужица там, со втората група. Така. На 12, 13, 14 април. Така да тие кај нас ќе дојдат значи на некој фестивал. Тие калбера, мислам, не се знае точно тоа. Така. А со првиот состав ќе одиме ова година до Бања Лука и до Романија. Така ни е планирано, ако дај Господ. И имаме уште една резерва Турција ни, Самсунг. Ако нешто не искаш, се дешава ми се работи, така може да се рачунаме ние. Може да се деси работа, да се не појде во Романија, да се замине резерва Турција ни. Ама битно негде да се оди сега, кај ќе би. Мора да се оди, нече готово. Така, Димче, вие? Ние стално плануваме проекти. Стално сакаме да одиме негде, ама стално одиме најмалку по 3-4 пати годишно. Ево годинава почнаваме со ние секоја пролет правиме како едукативна екскурзија. Прво бевме пред ова година бевме во Банско, а сега бевме со што малите. Што значи таа едукативна? Па што значи? Значи не е само фолклор. Ево бевме сега конкретно ќе разберете одма. Бевме посета на манастирот во Јован Бигорски. Одлично. Како се викаше другиот манастир? Пред женскиот манастир што е таму и посета на хидроцентралата Глобочица. Одлично. И значи Маврово исто така на разглед на при овие тури едукативни не се игра, само се пее во автобус. Тоа е еднодневни екскурзии, лани бевме Крушево, пред тоа Скопје и сега почнуваме, сега проектва, сега треба со помалите да одиме до Турција. Во Романија имамо печ таму има еден фестивал, се надевам дека ќе учествуваме со такмичарски карактер и ќе треба малку да се подготвите малку повеќе. Наградата е околу 4000 евра, па чекаме сега. Примамливо, ама имате таму ансамбли, само ова треба да се спремаме. Тоа е негде во август месец, затоа е малку тежок периодот, ама се надам дека ќе завршиме работа да учествуваме, може да ќе земе некоја награда. За сега бев јас во Бугарија и се сретнам со колегите таму од жирито што се Палма де Мајорка и се договори. Не се договори, ама не се договори, нема договор. И така, значи таја со Дечков до Турција, па можда потака Хрватска имаме ние стандардно кај што правиме размени и такви работи, така да мислам дека квотата од 3-4 турнеи годишно ќе исполниме. Жалосно ви кажувам дека ето што немаме некое средство екстра да молесниме да. Добро, меѓутоа затоа ги правите овие напори, ова сесија за да мрдне. Да не биде тоа некажано, значи со поранешниот градоначелник имаше доста поволни ситуации со работки, не само фолклорните ансамбли, него и спортски друштва и сви тие работи. Се надевам и сега и ќе има разбирање господинот Бакрачевски тој ќе има за таа работа, да малце да ни олесни малку во нашата работа што и пак треба да се разбере, не знам, луѓето и родителиве треба да знаат дека ние не сме само тие што сакаат да
шетаат негде или да прават него. Треба да вардиме, да едуцираме, има да. многу повеќе Има работа. многу повеќе, да. И тоа сигурно го знаат сите кои што се членови на било кој од фолклорните ансамбли. Јас ви посакувам успешна реализација на овој навистина голем и значаен проект на кој што се нафативте. За доброто на сите повторно ќе речам. Успех многу, ние ќе информираме за сите ваши понатамошни нели вакви добри идеи и успеси. Затоа сме се разбира тука и се надевам дека исто така ова емисија беше можеби едукативна и за другите гледачи наши кои што се можеби заинтересирани за фолклорот, за ветераните кои што сакаат да се приклучат, за сите оние кои што се заинтересирани за фолк фитнесот и така натака. Во секој случај ви благодарам што бевте гости во нов ден. Ви посакувам се најубаво, па до некоја следна среда. Почитувани гледачи, не завршуваме уште со нов ден, напротив, ќе зборуваме во Урбаниот сонувач за огромните уметнички дела на Хорхе Родригес Херада на секаде низ светот. Да ги погледнеме. Уметноста навистина не познава граници. Тоа го докажува и Хорхе Родригес Херада. Тој е современ кубански уметник кој создава дела кои фасцинираат со својата импресивност и грандиозност. Херада е роден во Куба, а израснат во Америка. Креиран е вообичаени ремек дела кои се видливи само од птичја перспектива. За неговите дела е потребна површина од неколку хектари земја, а портретите ги прави ширум светот, од Ирска преку Амстердам до Америка. Тој е основач на културното движење New York Culture Jamming и иновацијата на интернационалната урбана уметничка сцена. Од раните 90-ти Херада започнал со замена на ликовите на културните икони избрани од маркетинг агенциите, со потполно анонимни луѓе со цел да ја преиспита контролата врз јавниот простор. Уникатниот правец на Родригес Херада беше споменат и во книгата на Наоми Клайн No Logo и беше предвесник на употребата на анонимни портрети, нешто што сега е вообичаено за уличната уметност. Јас го критикувам маркетингот кој некако има навлезено во сите сфери на нашето живење. Одлучив да работам нешто што на некој начин се спротивставува преку употреба на истите кодови кои ги употребуваат маркетинг агенциите, како што се големите размери, видливоста на голема далечина и поставување на слики кои условно ви паѓаат во очи. Сакам овие нови слики да бидат токму такви, да паѓаат во очи, да бидат огромни и поставени на стратешки места. Локацијата, големината и материјалите кои одлучувам да ги употребам се во насока на истакнување на она што сакам да го потенцирам со секој проект. Херада вели дека работењето во вака големи размери е негов вистински предизвик кој му овозможува да ги истакне социјалните проблеми, а големината на делото е во корелација со големината на пораката која сака да ја пренесе. Креативноста во неговите дела има за цел да направи уметничко дело со употреба само на локални материјали, без никаков ефект врз околината, но кој работи во хармонија со локацијата која ја избрал. И ете така со Урбаниот сонувач дојде и крајот на уште едно ново издание на нашата емисија Нов ден. Пред да се одјавам да им се заблагодарам многу на нашите драги пријатели од Арс Нова и се разбира да ја поздравам галеријата Бокефал, а вам почитувани гледачи да ви се заблагодарам што го поминавте дел од вашето попладне заедно со нас и да ве поканам на повторна дружба следниот вторник веднаш по дневникот во 17 часот и 30 минути, повторно со интересни содржини и со интересни гости. До тогаш останете во добро расположение и во уште подобро здравје. Пријатно.